Од 120 до 150 луѓе во просек секоја година го губат животот на македонските патишта. До крајот на октомври годинава во сообраќајни несреќи загинале 115 лица, бројка која е пониска од минатата година, кога животот го загубија 142 луѓе. Но статистиката и понатаму е загрижувачка. Во последните 4 години во несреќи на патиштата трагично завршиле вкупно 492 животи. Во Скопје во последните 3 години регистрирани се повеќе од 2000 сообраќајни незгоди, а најголем дел од нив се случиле на булеварите Партизански одреди, Борис Трајковски, Александар Македонски, 8 септември, деловите од автопатите А1, А2 и А4. Во Скопје има повеќе од 15 локации кои важат за црни точки. Најчестите причини за несреќите се неприлагодената брзина, алкохолот и непочитувањето на сигнализацијата. За експертите состојбата годинава е подобрена во споредба со лани, но се уште е далеку од идеални и потребни се итни мерки. Сообраќајниот инженер Игор Митревски веќе подолго време апелира да се формира агенција за сообраќај и да се направи регистар на црни точки во Скопје. Ние повеќе години наназад зборуваме дека потребно да се направи регистар на така наречени црни точки или места каде што најчесто се случуваат сообраќајни несреќи. Тоа се точките каде што процентно години наназад сме имале најмногу сообраќајни несреќи. Тоа е практика од европските земји, не е нешто што ќе измислиме ние. Исто така во поглед на подобрување на состојбите повеќе години наназад, мислам дека и со вас го имаме разговарано за формирање на агенција за сообраќај би направила подетална координација на институциите кои ја тангираат проблематиката сообраќај и сметаме дека со едно такво тело во иднина ќе може подобро да се управува со овие состојби во сообраќајот. Митревски апелира дека најмногу во сообраќајот страдаат пешаците, велосипедистите и возачите на тротинети и за нив мора да има посебна заштита и изградена патна инфраструктура. Прво би потенцирал, треба да имаат соодветна патна инфраструктура, значи соодветни патеки и обележеност на истите, меѓутоа и тие, како што спомнавте, треба совесно да се однесуваат на истите, да внимаваат при учество во сообраќајот, бидејќи понекогаш можеби и тие доволно внимаваат, меѓутоа некој друг може да не внимава и обично да дојде до несакана последица. Во Македонија сообраќајна култура речиси и да нема, а системските слабости и лошата сообраќајна инфраструктура само придонесуваат за одржување на црната статистика, особено во Скопје, каде што се случуваат најголем број од незгодите со фатален крај. Во меѓувреме се очекува системот Безбеден град кој треба да стартува од 1 јануари да донесе повеќе ред и превенција во градскиот сообраќај. Денеска се одбележува и светскиот ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи кој не потсетува дека за секоја статистика стои човечки живот. За Митревски внимателноста, почитувањето на правилата и одговорноста се минимумот што секој од нас може да го направи, а токму тие мали нешта често значат нечи спасен живот.